Добро вечер, дороги сите. Темава е стрес и неов менеджмент. Јас повеќе би сакала збореме за музика, екологија, здрав живот. Меѓутоа, стресот е навистина реалност во денешно живење нашата држава. Како? Ето, супер. А таа треба да пробне. Така е. Постојат бројни ризик фактори кои се секојдневно присутни во нашиот живот, кои доведуваат до голем број на болести. Од пушење, алкохол, дијабет, покачен крвен притисок, покачени маски во крвта и така натаму. Меѓутоа, навистина, како Борјанчо кој добро се подготви со статистиката околу стресот, стресот е број еден ризик фактор за здравјето на луѓето. Добре? Што е всушност стрес? Стрес е практично една одбранбена реакција на сечи организам на одреден стрес од наворешност. Значи, тоа е физиолошка реакција, нормална реакција. И се би било добро доколку таа би била краткотрајна. Проблемот настанува кога тој стрес е хроничен и постојан. Тогаш се таргетирани сите органи во нашиот организам и произведуваат бројни болести, од мозочен удар, инфаркт на срцето, карциноми, болести на жлезди и слично. Во однос на стресот би сакал да појаснам на неговиот механизам, симптоми, причини, за полесно да може и вие да ме сватите што збориме и едноставно и да дојдеме до оној дел каде што сакам да дадам и одредени совети за ваше секојдневно менеджирање на стресот. Значи, кој би бил механизам на настанување на стресот? Да замислиме, би го кажал преку еден обичен пример. Да замислиме една сообраќајна несреќа каде што ние сме очевидци. Тој сигнал што го добиваме од самата несреќа или случај, доаѓа до кората на мозокот, од таму се префрла на хипоталамусот. Тоа е една жлезда во мозокот. Хипоталамусот е практично еден командант на целата стресна реакција во организмот што настанува кај секој од нас. Тука се активира автономниот нервен систем, значи симпатичниот, парасимпатичниот нервен систем, кои имат своји значења. Симпатичниот нервен систем може да го замислиме како една педала за газ кај автомобилите. И практично тој стимулира една бура во организмот. Значи, ослободува и ослободителни хормони кои се пренесуваат подоле на друга жлезда, хипофиза, па скроз доле на надпобрежната жлезда, каде што се лачи тој хормон на стрес, што се вика кортизол. Тој предизвикува таа бура и доколку е моментален стрес, доаѓа до појава на вознемиреност, забрзана срцева работа, покачен крвен притисок, покачен шекер, плитко дишење и слично. Кога таа реакција ќе престане, тогаш се активираме другиот дел од нервниот систем, парасимпатикусот, кој всушност е како педала за кочење кај автомобилите. И он ја кочи работата и тука застана, потоа се нормализира организмот. Меѓутоа, што потоа, доколку тој стрес стане постојан, хроничен, тука е проблемот. Симптомите кои биле, доколку тој е хроничен стрес. Значи, симптомите се во вид на постојан замор, бесоница, вознемиреност, неможност за концентрација, разразливост и така натаму. Причините се навистина бројни. Повеќе студии покажале дека на прво место се економските причини, значи невработеноста, грижата материјална, потоа политичките услови во дадената држава, секако притисокот од работните обврски, мобингот, секако е голем придонес дава за тој постојан стрес и така натаму. И стресот се јава во неколку облици. Овој хроничниот стрес може да дојде до
изолација на особата, може да дојде до негова стигматизација од општеството, до негова намалена толерантност према стресот, до негова комплетна зависност од други луѓе. Значи, едноставно, организмот толку биде хендикепиран да не може сам да функционира како особа, него околината околу него треба да помага за да он остане во живот. Но цела среќа што истиот тој стрес може да се менаџира. Значи, може да ние сите да влијаеме на него. Јас ви кажал одредени три практично антистресовети кои секој од нас би можел да ги користи во секој живот. Тоа се балансирана исхрана, балансиран социјален живот и балансирана физичка активност и релаксација. Три балансирани работи. Под балансирана исхрана подразбирам повеќе исхрана богата со витамини и минерали. Значи, овошје, зеленчо, криво. Избегнување на кофеин, кој го има во кафето, значи на прекумерни дози на кафе. Избегнување на прекумерни дози на алкохол, цигари и секако користење на оние прости, едноставни шекери. Сите овие фактори го зголемуваат, го потенцираат действото на кортизолот. Тука е проблемот. Од балансирана физичка активност и релаксација, што спаѓа? Потребни се 8 часа спијање, квалитетни часови на спијање во тек на еден ден. Потребна е на физичка активност од обично пешачење до бавење со некој спорт, од зависност од годините физичките предиспозиции на особата. И по можност медитација. Значи, тоа е барем 15 минути во денот во типка просторија да се едноставно фокусира мозокот на одредена работа и да се постигне баланс меѓу физичкиот и психичкиот момент кај секој организам. И третиот балансиран момент е балансираниот социјален живот. Што подразбираме под него? Дружење со позитивни луѓе. Од околината, семејството, роднини, пријатели, другари. Избегнувајте ги негативните луѓе. И секако тука спаѓа и карактерната надградба. Значи, не секој стрес е случајен. Обично стресот носи одредена животна лекција, која треба да се научи тој стрес и човек карактерно да се надгради. Што значи? Да изгради едни механизми на адаптација према стрес. Изгради едни механизам за толеранција, поголема толеранција кон стресот. Да изгради тој е нов истерен процес на конверзија, фактички, која ќе ви дојде одредена негативна мисла и информација, да ви изградите еден таков обранен систем во себе, да дава негативна информација ја блокирате со позитивна мисла. На тој начин ќе спречите да вашата енергија биде исцрпена од одредена негативна информација. Тоа е све што треба ние да го наградиме карактерно. Но сите ние живееме во едно многу тешко време. Значи, време на тешка материјална сиромаштина, духовна сиромаштина и потоната држава. Ние пред 10 години сме двојно посиромашни сите од нас, а 3 пати позадолжени како држава. Неработеност, институции кои не функционираат, четвртина држава и седена државата. Значи, сите услови за да имаме еден амбиент на создавање на стрес кај секој од нас. Но, стресот не застанува тука, стресот преминува во страх, а страхот што представува? Јубива сите наши визии, јубива сите наши способности, јубива сите наши, да кажам, идеи за просперитет во живот. И на крај може само да донесе одредена болест и да заврши во болница. Но, тука е можноста за
менаџирање на тој стрес, како што ви објасних со овие одредени ставови, но и секој од нас мора секој ден да верува во себе, да се вложува во себе. Едноставно никој во животот нема да ви помогне, ако вие сами не си помогнете. Че секој сабајле треба да почне со денот со јас можам, јас морам. Јутро среќен сум што овде гледам меѓу вас само победници. Знаете зашто сте победници? Зашто ги издржавте сите овие години на притисоци, уцени, понижување од оваа антидржавна власт. Затоа сте вие победници. Што сме вие? Што сме вие? Значи, сите ние сме родени да бидеме победници, а не губитници. Затоа доаѓа денот на 11 декември, кога едноставно е тој ден на пресвртница во нашите животи. Ден кога очекуваме на силен граѓански одговор кон оваа бандитска власт. Очекувам стравот и стресот да ги замениме со задоволство и успех. И наистина искрено се надевам за тоа и треба сите да дадеме својот максимум, да се избориме, да си ја вратиме прво демократијата, слободата и секако да си го вратиме просперитетот на нашите животи. Благодарам.